Време е да поставиме неколку брзи прашања за да добиеме брзи одговори. И затоа решивме да разговараме со професорот Горан Марковски, независен кандидат за градоначелник на Скопје. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата. Првото прашање. 5 работи кои што најмногу ви пречат во Скопје. Загадениот воздух, хаотичниот сообраќај, дивиот урбанизам, изгубеното чувство за убавина и ѓубрето на секаде. Во Скопје прво ви промениле што? Градското раководство. Ако бевте градоначелник на еден ден во Скопје, што би направиле прво? Прво би се занимавал со средување на загадувањето на воздухот. Кој дел од Скопје ви е најблизок по дух, а кој ви е најтажен? Тафталиџе, затоа што таму го имам поминато скоро целиот живот, до сегашен, а најтажен ми е Лисиче заради близината на Вардариште. Дали Скопје е град за живење или пак за преживување? За преживување и тоа се потешко. Што најмногу недостасува на оваа држава? Недостасува правец по кој што таа ќе се движи и вистински патриотизам. Збор што најмногу ја опишува Македонија денес. Неизвестност. Ако можевте да забраните барем една работа во јавниот дискурс, која би била таа? Паркирање автомобили на секаде. Кога последен пат сте почувствувале срам поради одлука на институција? Кога е побарано да се откажеме од организација на Европската младинска олимпијада. Што имаме повеќе? Закони или изговори? Многу повеќе изговори. Кој ве научил најмногу во животот? Родителите пред се, а во овие години партнерката. Кој е вашиот најголем порок? Тоа што не можам да се опуштам. Кога не би биле професор, што би биле? Новинар. Кој ви е најголем луксус во секојдневието? Утринското заедничко кафе. Теорија или пракса? Пракса подкрепена на теорија. Универзитет или улица? Универзитет. Скопје денес или Скопје во 80-тите? 80-тите, можеби поради младоста. Памет или храброст? Памет. Ко утре ви можеле да почнете од нула, би останале овде или би заминале? Сепак би останал. Зошто? Затоа што мислам дека имам задоволство од животот кој што го имам овде сепак. Што најмногу го кочи нашиот народ? Стравот од непознато. Кој е најчестото само измамување на македонецот? Дека е обесправен. Повеќе сме ке биде народ или ај да не биде полошо народ? Ај да не биде полошо. Дали кај нас постои колективна совест или колективно жалење? Колективно жалење. Ако требаше да му објасните на еден странец каков е македонецот во 3 збора, кои ќе беа тие? Првиот печаток лаже. Од изборите очекувате? Победа. Професоре, успеси во недела. Благодарам вам. Вам ви благодариме и не застануваме тука. Заследете ни и се гледаме во следното видео.